Американскиот председател Барак Обама се најде под остра критика на републиканците откако призна дека немал комплетна стратегија во борбата против исламската држава. Сега од Белата куќа се најавува дека тој наскоро би можело да нареди зголемување на бројот на американските сили во Ирак. Белата куќа разгледувала испраќање на околу 1000 до 1500 тренери и советници за да им помагаат на ирачките сили. За таа цел американската администрација планира изградба на нова воена база во ирачката провинција Амбар, каде што главно оперираат милитантите на исламската држава. Овој потек доаѓа во време кога се вжештуваат критиките против Обама, кој, како што се наведува, не успеал да ги спречи милитантите на исламската држава и натаму да освојуваат територии. Последните победи на исламската држава во ирачкиот град Рамади и во Палмира во Сирија ја ставија на тапет стратегијата на Обама, кој во борбата против милитантите се заснова врз американски воздушни напади и ирачки копнени сили. Тоа е неуспех на раководството, вели Рик Пери, кој неодамна се декларира за председателски кандидат на Републиканската партија. Ако бев врховен командант, неки ми требаат 9 месеци да работам со нашите генерали за да развијам комплетна стратегија за уништување на милитантите на исламската држава, рече тој. Како одговор на растечката критика и на апелите за помош од Ирак, Пентагон подготви планови за зголемување на сегашната мисија. Мислам дека е подобро ако обучиме повеќе ирачки сили, вели портпаролот на Пентагон полковник Стивен Ворен, оценувајќи дека ваквата стратегија дава добри резултати. Сегашната американска мисија во Ирак има околу 3000 советници и тренери. Новата мисија главно ќе биде насочена кон сунитски доброволци кои сакаат да се борат против џихадистите. Ирачката сунитска исламска заедница се уште не е доволно вклучена во борбите против милитантите на исламската држава, кои практикуваат радикална форма на сунитски ислам. Сите земји од меѓународната заедница се подготвени дополнително да ги обучуваат ирачките безбедносни сили, изјави Обама на маргините на самитот на Г7 во Германија. До сега сојузниците имаат спроведена обука на околу 9000 ирачки војници, додека во моментов се спроведува обука за уште 2600 војници. Американските тренери се разместени во Самара, северно од Багдад, на линијата на фронтот што држат курдските пешмерга борци. Дел од ирачките сили кои ја завршиле обуката се подготвуваат за контранапад со цел повторно заземање на западниот град Рамади, кој падна во рацете на милитантите на исламската држава на 17 мај.